Македонската влада не гледа причина за одговорност за се поизвестното не од Брисел за интеграциите и уште повеќе за неуспешните преговори со Бугарија, во кои дадовме скоро па се. Ниту премиерот Димитар Ковачевски, ниту шефот на дипломатијата Бујар Османи не размислуваат да си поднесат оставка за ваквиот дебакал, како што направи експремиерот Зоран Заев по ладниот туж за европските интеграции во декември и дебаклот по локалните избори. Наместо тоа најавуваа дека и покрај овој неуспех разговорите ќе продолжиле, а договорот за добрососедство ќе се продолжи да важи. Доколку се изнајде решение кое што ќе биде базирано на тие вредности и на тие принципи и кое што ќе биде нормално прифатливо за двете држави, во тој момент можеме да кажеме дека имаме успешни преговори. Доколку не е се уште дојдено до тоа решение, тоа значи дека тие разговори ќе продолжат. Јас уште на почетокот кажав дека за датуми не се вржувам и доколку ги погледнете сите мои изјави, ја во ниеден момент не кажав кој е рокот кога треба да се постигне решение. Кажав дека ни треба брзо решение. Може би ова единствената и последна шанса за да се спасат односите помеѓу нашите две држави, затоа што сметам дека понатаму ќе има се помалку и се поразредена политичка енергија владата, но и целото општество да се посвети во едно прашање кое што толку троши и политичка енергија. Бугарија не остана покуса на рокот кој Османи им го наметна за решение до јуни, па со остра реторика председателот Румен Радев му врати дека било нездраво Македонија да поставува ултиматуми. Радев и неговата заменичка Јотова говорат дека имаат силен меѓународен притисок за да се трне бугарското вето. Неуместно и нездравословно. Крајно е несоодветно и нездраво да се зборува за бугарите да се поставуваат некои ултиматуми. Притисокот беше уште поголем минатата година. Јас и предходната влада го продолжуваме овој притисок со два последователни совети за проширување. Многу добро ги објаснивме позициите на Бугарија и тие се прифатени. Само треба да се бранат. Станува збор за човекови права, копенхашки критериуми, говор на омраза. Додека се чека одговор од Софија, Македонија се врти кон интензивен стратешки диалог со Вашингтон. Македонската влада се правда дека на ваквото поврзување не треба да се гледа како алиби за европскиот неуспех, ниту дека САД активно се вклучува во билатералниот спор со Бугарија, на истиот принцип како што беше и делот со Преспанскиот договор. Нашите власти негираат, ама бугарскиот премиер Кирил Петков денеска е на средби во Вашингтон на највисоко ниво. Иако во најавата не се споменува дали едно од темите ќе биде ветото на Бугарија за почеток на преговорите за членство на Македонија со Европската унија, се поизвестно е дека едно од клучните теми ќе биде токму тоа.